Почитуван министре, почитувани медиуми, сакам да ви известам дека од денес па се до крајот на август ќе може да аплицираат сите општини кои што сакаат да реализираат своји проекти по програмата за финансиска поддршка на руралниот развој. На овој повик може да се јават единиците на локалната самоуправа, центрите за развој на планските региони кои се регистрирани согласно Законот за развој, рамномерен развој на сите региони и за мерката за чувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните средини можат како апликанти исто така да се јават и Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, како и јавното претпријатие Македонски шуми. Со мерката за подобрување на животот во руралните средини стојат на располагање по 20 милиони денари за секој еден добар проект. Со ова мерка можат да аплицираат општините за поврзување и изградба на регионални или локални патишта од 5 до 7 километри, изградба на водовод и канализација, обновување на младински културни центри, добиточни пазари и друго. Во мерката обнова и развој на селата исто така стојат на располагање 20 милиони денари за секој еден апликативен проект. Со ова ќе се изврши реконструкција и изградба на селски улици, изработка на детални урбанистички планови, реконструкција или изградба на плоштади во руралните средини. Со мерката за чувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните средини, општините ќе можат да аплицираат со проекти во висина од 15 милиони денари и наменети се за инфраструктурно поврзување со објекти од културно наследство, уредување на излетнички места, озеленување на површини покрај природни езера или магистрални патишта во руралните средини. Сите оние општини кои што сакаат да аплицираат мора да ги поднесат следниве документи: барање за користење на средствата од програмата во зависност од мерката, основен проект за изградба или реконструкција на инфраструктура, ревизија на основен проект, договор или фактура од трети лица за извршување на услуга, детална пресметка, геодетски елаборат и согласност на Советот на општините и градоначалниците. Барањето на поделни мерки се доставуваат во оригинален примерок. Еден корисник, односно еден апликант, општина или центар или пак тоа ќе бидат Македонски шуми или Агенцијата за туризам, може да поднесе најмногу 3 поединечни проекти, односно по еден проект во секоја една мерка. Почитувани, со помош на овие средства од програмата за рурален развој ќе овозможиме реализација на капитални инвестиции во општините. Инструментите и политиките на рурален развој ќе овозможат подобрување на квалитетот и условите за живот во помалку развиените подрашја во земјата, а ќе може да ги зачувуваме природните, културните, развојните вредности на овие подрашја. Исто така, ова е предуслов за да може општините да ги користат и оние средства кои што служат за развој на овие општини, за развој на нивната економија, а исто така и се неопходни за апликантите во ИПАРД програмата. Значи, добра инфраструктура, урбанистички планови се еден од условите за да можат апликантите да ги користат средствата од ИПАРД 2 програмата. Оние кои се заинтересирани за искористување на овие средства, сите детали околу повикот може да ги најдат на веб страницата на агенцијата или лично во агенцијата и уште еднаш да потсетам, крајен рок е 31 август 2018.